Почитувам председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувам докторка Мери Лазарова, пратеничка во собранието, почитувани млади доктори Билјана Додева и Никола Брзанов, почитувани гости, почитувани представници на медиумите. На моје огромно задоволство ја организираме денешната трибина со цел младите лекари, студенти и специјализанти на медицински науки да можат отворено дискутираат за сите актуелни проблеми и предизвици со кои се соочуваат, но и за можностите за развој и едукација. Главна цел на сите досега спроведени мерки заедно со владата на Република Македонија беше да го задржиме младиот медицински кадар во земјава, на што напорно ќе работиме и во престојниот период. Како што напомена и председателот на владата на Република Македонија господин Зоран Заев, со заеднички напори и со помош на владата за прв пат во Македонија се обезбедија средства за исплаќање на доместокот на приватните специјализанти за нивниот труд и работа во висина од минимално загарантираната плата за општ лекар. Веќе почна исплатите за околу 200 специјализанти од овој месец, дополнително ќе бидат исплатени уште 92 кои беа запишани на специјализација со јанарскиот конкурс годинава. Со заеднички договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, дополнително уште околу 40 специјализанти стоматолози од септември месец ќе добиваат соодветен надоместок. Изминативе години младиот медицински кадар беше заборавен од држава. Лошите политики придонесоа младите да ја напуштаат земјата. Здравството беше клекнало на колена, наследивме руинирани болници и големи долгови. Младите единствениот излез од целата таа ситуација го гледаа во учењето странски јазик и аплицирање за работа во странските земји. Владата на Република Македонија и Министерството за здравство се обидоа да направат промена, да пробаат нешто ново, нешто во што веруваат и младите, дека може да придонесе да се промени атмосферата. Во насока на задржување на младиот медицински кадар во земјава, со помош на владата на Република Македонија се обезбедуваат нормални услови за работа и повисоки плати. Зголемување на доместокот за дежурства, ноќен труд и прекувременна работа е во насока на останување на медицинскиот кадар дома. Во оваа прилика сакам да истакнам и дека се работи на зголемување на квотите за државна специјализација. Бројот и видот на специјализациите е креиран според проценките од терен. Се очекува конкурсот да биде распишан во најголем дел во септември, а во помал дел на крајот на јуни. Со повисоки плати, поголема шанса за специјализација и подобрување на условите за работа. Целта е да се направи атмосфера во која лекарите и останатиот медицински кадар ќе изберат да останат дома. За младиот медицински кадар да остане во земја потребно е јакнење капацитетите на медицинскиот факултет со млад и амбициозен кадар, на кој ќе им се остави простор за младински активизам, студентско ангажирање, воведување на нови програми и содржини, како и поголема соработка со професорите и асистентите. Понатаму, потребно инвестирање во факултетите, во нова и современа опрема, зголемување на фондот на библиотеките, опремување на лаборатории за практицирање медицина, модернизација на едукативниот процес, разменување на искуства и организирање предавања од еминентни странски професори, како и извршување соодветна пракса. На тој начин би ги задржале младите во Македонија со сигурна работа и добра почетна плата веднаш по дипломирањето. Младите се витален дел од нашето општество и не смееме да дозволиме повеќе нивен екзодус. Заминувањето на најважниот ресурс од земја, а млад и образован кадар, е голема штета и за нашата економија, за нашето образование, но и за нашето здравство. Иако многу млади кои заминуваат во странство често и остануваат таму, некои од нив се враќаат и го споделуваат своето знаење и искуство во Македонија. Тоа што ние можеме да го искористиме како предност од оние кои заминале во странство и искористување нивната стекната експертиза, па така моментално се поврзуваме со наши доктори кои заминале во еминентни универзитети и сега работат во некои од најдобрите болници во светот. Нивното искуство и знаење можеме да го искористиме, например, за посети и работа со наши доктори тука, организирање на вебинар онлайн, размена на наши студенти и учење покрај успешни македонски доктори во странство. Покачувањето на платите, зголемувањето на парите за дежурства и ноќен труд, како и едукација и обуки на лекарите од странски експерти и обид да се спречи одливот на мозоци од Македонија. За жал, младите лекари имаат недостаток од едукација, научно-истражувачка работа и пракса. Потребна е континуирана едукација, надградба на вашите знаења, но и примена на стекнатите знаења и вештини. Со зајакнување на вашите образовни капацитети и добивање работа после пракса, како и плата која ќе ви овозможи достоинствен живот, верувам дека можеме да ве задржиме тука. Сепак, сите заедно треба да работиме напорно во следниот период за младите да останат во нашата земја. На крајот би завршил со тоа дека оваа влада е детерминирана да ја унапреди демократијата, слободата, здравството, образованието и правосудството. Тоа може да го направиме сите заедно.
Секогде има криви дрини, треба да ги справаме тука кај што живееле нашите предци. Сум бил во странство, многу потешко е кога сте таму и да мислите на тука, отколку од тука да мислиме за таму. И благодарам.